на Македонската академија на науки и уметности, почитуван господин Таки Фити, почитуван академик Гоце Петревски, почитувана гувернерки на Народната банка на Република Македонија, Анита Ангеловска-Бежовска, почитуван председател на Стопанската комора, господин Бранко Азевски, почитуван заменик председател на владата, почитуван градоначалник, почитувани министри овде присутни, почитувани поранешни министри, кои што сте денеска со нас овде присутни, почитувани универзитетски професори, еден дел и мои лични професори, почитувани медиуми, почитувани гости, драги присутни. Македонската академија на науки и уметности од воспоставувањето на нашата независност до денес представува јадрото на македонската интелигенција која низ годините ги поставува правците и насоките на економскиот и политичкиот развој на Република Македонија. Ова научна институција преку широкиот спектар на економски научни анализи долги години учествува во креирањето на економските политики. Граѓаните на Република Македонија очекуваат МАНУ како еден од столбовите на државноста и понатаму да биде генератор на развојните и напредни идеи и силен поддржувач на економскиот прогрес и напредок на земјата воопшто. На мојот огромно задоволство денеска имам честа заедно со председателот на МАНУ Таки Фити, председателот на Стопанската комора Бранко Азевски, вице-премиерот Ангјушев, гувернерката на Народна банка, да означиме отпочнување на оваа дводневна научна конференција идни предизвици на економскиот развој и економските политики на Република Македонија. Ова научна конференција се случува во еден од најклучните моменти на одговорноста пред кој сме исправени сите. Од тие причини, ова научна конференција нека биде уште посилен поттик да ги впрегне сите научни потенцијали и политички сили, конечно да го возможиме заслуженото место на Македонија, како 30-та земја членка на најмокниот воен сојуз НАТО, а потоа да работиме за полноправното членство на земјата во најсилната економска заедница Европската Унија. Посилен предизвик за економски развој на Македонија од членството на земјата во ЕУ и НАТО не постои. Овој историски момент е исклучително важен бидејќи со поканата за членство на земјата во НАТО, со започнатиот процес на преговори со ЕУ и со примената на новите економски политички перформанси на економијата започнаа значително да се подобруваат и да покажуваат стабилизација и раст севкупните економски параметри. Во вториот квартал на 2018 година имаме раст на бруто домашниот производ од 3,1%, македонската економија расте и се стабилизира на дол крок. И покрај падот што го бележи градежништвото, растот на бруто домашниот производ од 3,1% покажува дека економијата е раздвижена, како резултат на зголемената извозна и инвестициона активност на стопанството, растот на земјоделството, на индустриското производство и така натаму. Економските параметри во тој дел се исклучително поволни. Имаме раст на индустриското производство од 5% во периодот јануари-август 2018 година, во споредба со истиот период од лани. Изголемување на бројот на работници во индустријата за 7,2% во истиот тој период. Извозот бележи раст од 14,5% во периодот јануари-јули 2018 во споредба со истиот период лани. Странските директни инвестиции во првото полугодие изнесуваат 327 милиони евра, што е за 218% повеќе од просекот во последните 3 години и апсолутно најмногу во последните 3 години. Новата индустријска политика, планот за економски раст, ги дава своите првични позитивни ефекти врз економијата. За прв пат ги изедначивме условите за инвестирање домашните и странските инвеститори и пуштивме во оптек околу 30 милиони евра како директна поддршка за стопанството и за процесот на индустриализација. И другите перформанси на економијата се одлични, покажуваат раст. Во првото полугодие од 2018 година имаме зголемена наплата на даноци за 8% во споредба со истиот период минатата година, или тоа во апсолутни бројки изнесува 66 милиони евра повеќе приливи во буџетот по овој основ. Повратот на ДДВ кон компаниите се одвива навремено и неселективно. Од почетокот на годината, заклучно со август, во стопанството по овој основ вратени се вкупно 250 милиони евра. Тоа е силен поттик за приватниот сектор како главен двигател на економијата, пред се мислам на навременоста за враќањето на
данокот на додадена вредност. Потврда дека економијата се движи во вистински правец покажуваат податоците за намалување на невработеноста и постојаниот пораст на просечната плата. Намалена е стапката на невработеност на 21,1%, што е историски најниско ниво досега. Во првото полугодие во 2018 се реализирале 10.000 нови вработувања на наши граѓани, што дополнително го забрзува и се вкупниот раст. Просечната плата бележи постојан пораст. Во месец јуни 2018 година исплатена е за 6,1% повисока просечна плата во споредба со истиот период лани. Во сенка на референдумското изјаснување остана објавата на еден податок од Државниот завод за статистика кој посебно ме радува. Во првото полугодие на 2018 година во Република Македонија просечната малопродажна цена на електричната енергија за домакинствата се намалила за 4% во споредба со второто полугодие од 2017 година. Сите овие показатели, односно позитивни економски резултати, покажуваат дека економијата веќе чекори по вистинскиот пат. За да го продолжиме тој позитивен тренд, неопходно е да осигураме евроатлантската перспектива на земјата. Потребна ни е стабилизација на политичките процеси и влез на земјата во најмокниот сојуз НАТО, како и отпочнување на преговорите за влез во економската заедница на најмокната Европската унија. Секако тоа е најсилната гаранција дека економскиот развој ќе продолжи со забрзано темпо. Факт е дека новите земји членки бележат големи економски растој и побрзо се доближуваат до животниот стандард на земјите членки на Европската унија. Исто така имаат подобрена деловна клима, поголем пораст на продуктивноста на трудот, забрзан напредок во структурните реформи за развој на приватниот сектор, забрзан извоз и подобрена институционална демократија. Во перспектива, нашата економија треба да генерира многу повисоки стапки на раст од досегашните. И тие стапки мора да бидат со стабилен и предвидлив раст. Ваквите стабилни растечки стапки на бруто домашниот производ се потребни за да можат граѓаните да почувствуваат директен ефект, а тоа е подобрување на животниот стандард. Затоа потребно е да размислуваме во правец на креирање долгорочна стратегија за економски развој на земјата. Нашата економија мора да зачекори рамо до рамо со европските економии, да биде конкурентна, предвидлива, стабилна и регионално интегрирана. За да го постигнеме тоа, никако не смееме да испуштиме шансата која ни е на дофат. Анализите покажуваат дека финансиската помош на земјите по членството во Европската унија се зголемила во некои случаи за повеќе од 10 пати. Примерот со Хрватска, каде што во периодот од 2007 до 2014 година, пред да стане членка на Европската унија, користела околу 858 милиони евра од европските фондови, а во периодот 2014-2020, кога веќе Хрватска е членка на Европската унија, финансиската помош расте скоро за 13 пати и изнесува 10 милиарди и 740 милиони евра. Република Македонија мора да го искористи тој потенцијал за развој. Не може да си дозволиме да испуштиме ова шанса која што е поврзана со нашата стратешка цел членство во Европската унија. Кога ќе погледнеме напред во иднината, секако сите очекуваме да ја видиме нашата земја како чекори напред на економски план. Примената на новите технологии, модернизацијата и ревитализацијата на производството, компании извозно ориентирани, професионална институционална инфраструктура која го обслужува бизнисот и граѓаните, квалитетен образовен систем кој продуцира кадри според потребите на пазарот на трудот, квалитетна патничка, железничка и енергетска инфраструктура, европски квалитет на живот за сите граѓани на Република Македонија. Јас верувам дека со заедничка волја, работа и труд тоа може да биде и наше секојдневие. Моето обраќање пред вас денеска, почитувани академици, универзитетски професори, почитувани општественици, почитувани гости, ќе го завршам со зборовите на познатиот физичар Едвард Телер, кој рекол дека науката денес ја представува технологијата утре. Тоа е наша цел. Развојот е возможен и треба да биде наше секојдневие. Поддршката на научната работа и образовните реформи се силни политички определби и на оваа влада и заедно со сите реформски процеси и економските политики треба да вродат со развој и употреба на нови технологии како нова додадена вредност во економијата.
Во тој дух, сакам да охрабрам плодна дискусија денес и утре на научната конференција идни предизвици на економскиот развој и економските политики на Република Македонија. Моje искрено очекување како председател на владата е дека научните трудови, анализите, фактите, насоките и правците што ќе произлезат од оваа конференција ќе бидат цилен инпут во понатамошното креирање на развојните економски политики на нашата земја. Благодарам. Благодарам на